Што се свингалките на Дарвин и зошто им се толку важни на биолозите? Проучувањето на свингалките довело до развој на една од најважните научни теории на сите времења. Како се случило тоа? Во декември 1831 година, природонаучникот Чарлс Дарвин заминал на истражување низ Јужна Америка со бродот Бигл. Екипажот на бродот се занимавал со истражување на крајбрежјето, додека пак Дарвин ги проучувал островите. 4 години подоцна, Бигл пристигнал на островите Галапагос во близина на Еквадор. Дарвин бил многу изненаден од тоа што го видел. Освен гигантски желки и морски игуани, тој собирал и песнопојни птици наречени свингалки. Кога се вратил во Англија, заедно со Џон Гулд, ги проучувале свингалките и дошле до зачудувачки откритија. Научниците заклучиле дека сите птици биле слични со еден вид свингалки кои живееле на континентот Јужна Америка, што значи дека предците на свингалките од островот живееле на континентот. Но сите свингалки од Галапагос се разликувале по нешто од оние на континентот. А освен тоа, се разликувале и меѓу себе. Свингалките на секој остров имале различна големина, форма на клунот и големина на канџите. Овие разлики се должат на разликите во достапните извори на храна на секој од островите на Галапагос. Некои од птиците имале долги, тенки клунови и остри канџи, приспособени за ловење и јадење инсекти, додека други имале долги и силни клунови погодни за кршење тврди ореви. Бидејќи островите се далеку еден од друг, свингалките од различни видови ретко кога можеле да се сретнат и да се вкрстат. Дарвин заклучил дека популациите свингалки потекнуваат од свингалките на континентот, кои постепено еволуирале за да се адаптираат на условите на живот на секој остров. 13 од птиците што ги донел Дарвин биле идентификувани како целосно нови видови, слични меѓу себе, но се разликувале од нивниот заеднички предок. Дарвин заклучил дека разликите во особините, во рамките на еден вид и меѓу различните видови се јавиле случајно. Видовите птици кои ги адаптирале нивните особини на островот каде што припаѓаат, имале поголеми шанси да преживеат и да се размножуваат, потиснувајќи ги видовите птици кои помалку се адаптирале. Дарвин оваа теорија ја нарекол природна селекција и ја објавил во 1859 година во неговата книга За потеклото на видовите. Денес е широко прифатено дека еволуцијата преку природна селекција е теорија што најточно го објаснува потеклото и разновидноста на целиот живот на Земјата. Во ова видео научивте како свингалките од островите Галапагос придонеле за развојот на теоријата на еволуција со природна селекција. Дали еволуцијата на овие птици се уште се случува? Потрудете се да дознаете сами.